Добар ден и добре дојдовте во Училница. Ова е час по ликовно образование за трето оделение, а јас сум оделенски наставник Даниела Торковска и предавам во Општинското основно училиште Дане Крапчев во Скопје. На овој час ќе работиме на темата цртање. Мотивот ќе ни биде училишен прибор, а ликовниот елемент кој што ќе го употребуваме ќе биде контурна линија. Значи, ќе треба да нацртаме училишен прибор со примена на контурна линија. Материјали кои што ќе ви бидат потребни за овој час. Лист од блок, дрвени боички и училишен прибор. Што ќе научиме од ова видео? Да ја развиваме способноста за забележување на контурна линија на предмети во одреден простор и да создаваме цртеж со помош на контурни линии. Се поставува прашањето што е линија. Линијата е ликовен елемент. Таа е еден од првите ликовни елементи. Линијата е најстариот ликовен елемент, а ја среќаваме уште во праисториските цртежи. Еве еден пример на цртеж од праисторијата, каде што луѓето се обидувале своите чувства, доживувања да ги искажат преку цртежи каде што применувале контурни линии. Во ликовните дела, формите на линијата се големи. Со неа цртаме форми, предмети, постигнуваме длабочина и така натаму. Кога цртаме, можеме да употребуваме контурна линија. Тој ќе го видиме преку примерот со крушката, каде што ќе забележиме дека контурната линија е онаа линија која што всушност го ограничува предметот, ја ограничува формата на предметот. Значи, надворешната линија на предметот е контурната линија. Постои текстурна линија, тоа ќе го видиме преку примерот со листот, каде што секое делче од листот е прикажано со различна текстура, односно различна шара. Контурната линија е онаа линија која ја дава формата на предметите. За разлика од другите линии, контурната линија е малку подебела, а тоа може да го видиме преку примерите со звездата и забот. Забележувате дека имаме контура во боја и контура во жолта боја и контура со црна боја. Да знаете дека не секогаш контурата треба да биде со црна боја направена. Значи, контурата може на предметите да биде представена и со било која друга боја. Може да биде направена со фломастери во боја, со боички, со мрсни боички. Со цел да не стане појасно, да ги разгледаме примерите за контурна линија. Еден цртеж каде што е представена птица со контурна линија, модел на автомобил само со контура, еве го она за кое што зборував, дека контурата може да биде во боја, ова е модел на куќичка, контура на рака, еден цртеж каде што со контура е представен лик од цртан филм од минатото и лист. На сите овие цртежи е применета контурна линија. Со цел да препознаеме што е контурна линија и дали запомнивте нешто од ова што досега го кажував, ќе имаме неколку примери каде што вие ќе треба да погодите кој од цртежите е направен само со примена на контурна линија. Овде имате 3 цртежи, цртеж со лист, со печурки и со гуштер. Кој од овие цртежи е направен со примена само на контурни линии? Точно така, тоа е цртежот со печурките. За да го утврдиме ова, одиме со уште неколку примери, каде што повторно ќе треба да препознаете кој цртеж е направен со контурни линии, само со примена на контурни линии. Дали цртежот со јаболкото, цртежот со носоробот, клучевите или пак елката. Размислете
и заедно ќе ги дадеме точните одговори. Точно така. Јаболкото е направено само со примена на контурни линии. Клучевите и елката. Забележувате дека клучевите и елката се направени со контура во боја. Вашата денешна задача ќе биде да го нацртате вашиот училишен прибор со примена само на контурни линии. Но пред да започнете со активноста, да се потсетиме што припаѓаше во вашиот училишен прибор. Моливи, дрвени боички, фломастери, острелки во разни видови и форми, лепак, линијари во разни видови и форми, шестар, маркери, ножички. Вашиот училишен прибор, верувам дека го сочинуваат и многу други нешта, кои што ќе бидете креативни и ќе ги представите на вашите ликовни творби. Насоки за работа на денешниот час. При работата ќе треба да внимавате за исцртување на контурите на предметите кои припаѓаат во вашиот училишен прибор, ќе треба да користите само дрвени боички. Осмислете прво на кој начин на листот ќе ги распоредите предметите кои го сочинуваат вашиот училишен прибор, така што листот на кој што ќе цртате да биде целосно исполнет. Еве еден пример како јас би нацртала училишен прибор со примена само на контурни линии. Вие можете да го искористите овој пример, но верувам дека ќе бидете креативни и ќе создадете уште побави ликовни творби, каде што ќе ги представите нештата кои го сочинуваат вашиот училишен прибор. Се надевам дека ви го доближив поимот контурна линија и дека ќе бидете креативни во вашето изразување. Ви посакувам пријатна работа.